Сакаме да ја слушнеме дебатата по сите проблеми и можни решенија за самите проблеми. Знаете дека нашиот став и како влада, но и како политички партии е почитување на различностите и градење еднакво општество за сите. Остануваме секако на тие ставови и дополнително мотивирани за изнаоѓање на решенија. Владата не е најстручна по ова прашање, ги повикуваме на вистина стручните луѓе, експертите да ни презентираат меѓународни искуства, да ја отворат дебатите во јавноста, да ја слушнеме нашата јавност и согласно тоа да одиме со процедурите на изнаоѓање на решение на ова прашање. Ние најавивме дека следи уште една средба на министерско ниво заедно со своите кабинети, каде што треба да најдат решение на едно мало, според мене барем, техничко прашање кое што мора да го решиме за да имаме официјално заокружен дел. Престои период каде министрите со своите кабинети ќе го направат тој состанок и средба. Јас се надевам дека тогаш ќе биде решено прашањето и некаде пред подпишувањето имаме намера да го објавиме договорот, да го отвориме на дебата, да го видат сите, да дадат своји коментари. За мене, апсолутно, тоа што ќе биде подпишано, надевајќи си дека и тоа отворено прашање ќе биде решено, е навистина отварање на сериозни врати кон убави евроатлантски перспективи на Македонија, но и кон зголемување на билатералната соработка помеѓу двете земји, Република Македонија и Република Бугарија. Секако, уште еднаш потврда за нашата посебност и во делот на идентитетот и на народите, но и во делот на она што значи историја, но и потврда на заедничката историја, која што не само меѓу Македонија и Бугарија, целиот Балкан, цела Европа секако ја споделува. Споменавте дека сте уште една средба на министерско ниво. Ќе побара ли извинување господин Димитров за изјавите на неговата колешка дека Македонија е била Бугарија, дека не пуштил македонскиот јазик и зашто досега немаше никаква реакција? И уште едно кратко прашање, во кој дел ќе се вменува историјата, пошто беше и тоа најавено? Тоа што е наша посебна историја е само наша посебна историја. Тоа што е заедничка историја и европска историја, но и е балканска историја. Апсолутно не преюдицираме да менуваме нешто од историјата или не. Ние не може да ја смениме историјата. Ние може да ја промениме иднината. И тоа зависи од нас. Ако бидеме мудри, ќе отвориме убава, блескава иднина за нашите граѓани, граѓаните на Република Македонија, верувам, јас со тоа ќе влијаеме и на подобра иднина на граѓаните на Република Бугарија. Тоа е тој дел. Јас на целиот овој процес гледам со целата доза и сериозност и внимателност. Повеќе да ги наоѓаме начините како тоа ќе се зближиме и соработуваме, отколку да се укоруваме, и затоа секогаш апелирам на позитивниот аспект на гледање на работите, секако вклучително и транспарентниот и одговорниот аспект, каде што и граѓаните, институциите се тие кои што на крајот ги носат и самите одлуки. Договорот се осврнува на тоа прашање дека ќе седнат експерти и историчари од двете земји и ќе видат дали евентуално постои некое проблематично прашање. Тоа е прашање на историчарите. Сите што засновале работен однос, што го исполнуваат законскиот услов и работниот однос, секако ќе бидат веднаш и почнаа постапки за нивно распределување и нивно конкретно ангажирање. Тие мора да бидат продуктивни во 8-часовно работно време кое што по законот го има секој вработен било каде, и во јавниот и во приватниот сектор. Суштината на одлуката која што беше вчера донесена, стапува на сила од 1 септември, веќе беше на некој начин презентирана во јавноста, е флексибилното работно време со можноста и за втора смена во јавната администрација. Определени се институции кои што ќе имаат втора смена, но опцијата да вработените во јавната администрација покрај од 8:30 почнати од 7:30. Тоа ќе даде можност на родители за грижа на своите деца пред градинките, пред училиштата, ќе определуваат можност, ќе треба посериозна организација на раководителите во самите институции, но ќе даде убав позитивен аспект на семејството, на важноста на грижата кон децата, на важноста на човечноста во општеството. Ја отвараме таа дебата.
првото време на имплементација на оваа одлука е 1 септември. Сакаме да ги слушнеме граѓаните, пред се вработените секако во јавната администрација, но знам дека тие не мора да напуштат работно место, да извадат имотен лист од катастар, да добијат одобрение за градба. Можат во делот кога се втора смена, тоа да го завршат во првата смена, додека се наработи. Тоа е апсолутно во делот на слободата, демократијата и можностите кои што општеството треба да ги понуди. Благодарам. Нешто излезе во јавноста, нешто граѓаните знаат. Владата сериозно вчера дебатираше во начинот како да изнеде средства во постојниот буџет, да интервенира согласно определбата за интервенционизам на владата за потреби на граѓаните. И реално земјоделието е една од таквите дејности кои што негова и чувствува потреба од интервенционизми кога има дисторзии на пазарот. Во конкретниот случај тоа е Бостанот. Пред неколку дена или недели беше бресквата или слично. Вчера владата донесе одлука за дополнителна субвенција од 2 денари на се што е предадено на регистрираните откупни пунктови од 3 јули до 15 јули. Тоа е отприлика дневно по 500 тона Бостан. Некаде преку 5 до 6.000 тони. Директно тоа ќе ги надомести трошоците на продукцијата на самите земјоделци во цела Република Македонија, во делот на земјоделскиот производ Бостанот. Мерката почнува веднаш да се имплементира, буџетските средства се обезбедени од програмата за поддршка на земјоделството и руралниот развој и верувам дека тоа ќе значи директна помош за нашите граѓани. Ние знаете дека веруваме, дека ако има повеќе пари пуштено кон граѓаните, нема зијано таа работа. Граѓаните парите ги употребуваат за своите давачки. Ова влада е декларирана како влада на граѓаните. И нема поважно од животот и здравјето на граѓаните. И апсолутно ги разбираме грижите кои што граѓаните преку референдум или организации за референдум ги прават како исчекори да ја немират јавноста, но пред се институциите. Владата на Република Македонија нема ништо против рудниците, но постапките мора да бидат запазени. Еколошките студии, геотекстилот во заштитата, контролната улога на граѓаните внатре. Сите аспекти согласно законот ќе ги разгледаме, но потенцирам. Нема поважно од животот и здравјето на граѓаните. Апсолутно државата е подготвена да се откаже од своји приходи во буџетот или било што друго, наспроти императивот животот и здравјето. Веќе работат стручни служби да реагираат согласно референдумите, она кое што е по закон, по устав, ќе биде постапено во интерес на сите. Тоа е пред се граѓаните, но секако имајќи го аспектот и интересот на инвеститорите, кои што добиле договор за геолошки истражувања, можеби некои за експлоатација на минерални суровини, секако сите го имаат уставното и законското право и јас сум убеден дека може да се најдат решенија токму пред се и над се во интерес на граѓаните и нивното здравје и живот, а после и во делот на инвеститорите во Македонија. Уште едно прашање. Може, не се брзаме, ќе имате прашања сите, повелете. Прво, ние го реализираме буџетот донесен од претходната влада и од мнозинството во кој што има проектирано задолжување. И ние го реализираме буџетот и знаат граѓаните. Никогаш и не ветивме дека ќе престанеме со задолжувањето, заради тоа што тоа би било мисловна именка.
Невозможно да се одржи буџетот вака проектиран, вака истрошен и целосно руиниран после целото ова непродуктивно трошење без краткорочните и долгорочните задолжувања. Точно тоа што се случува со купување на пари од домашниот пазар е реализација на приходниот дел на буџетот, за да може да биде следен расходниот дел на буџетот. Ниту повеќе, ниту помалку од тој дел. Во другиот дел кој што декларирате дека богатството наспроти режимот. Знаете како режимот ја ограничи слободата од секој аспект. Тоа не значи дека луѓето немале право на живот. Борбата продолжила, еден дел имат во наследство, еден дел се доедени во владата како експерти, дел се предложени од коморите, дел се од граѓанските организации. Јас сум директно политичар кој што јавно го декларирам својот имот и не се срамам од тоа. Тоа е стекнат имот од моите родители, така е и од мене, од моето претходно работење, но така е и со другите партиципенти во владата. Апсолутно режимот го застанал севкупниот развој на граѓаните, така и на тогашните опозиционери, одредени независни луѓе во општеството, но вкупно режимот беше поклопување на севкупните слободи и права во Република Македонија. Рековме, украдена држава, узурпирана држава. Повелете. Господин Заев, денеска опозицијата инициираше закон за медиумништво што предвидува укинување на радиодифузната такса, што практично е ваша иницијатива од пред 2 години. Што не се случува со ваша иницијатива со овој закон и дали мислите дека на некој начин опозицијата се смирува, што нам предложува иницијативи што вие ги ветите? Веројатно долго време ВМРО-ДПМН не бил власт, па малку е изгубен во делот на опозицијата. Малкучко повеќе е тоа од лицемерие што се прави. 11 години апели имаше за укинување на радиодифузната такса и еве сега помина во опозиција предлагат закон преку кој што се укинува радиодифузната такса. Ние ветивме пред граѓаните укинување на радиодифузната такса и јас се надевам дека во оваа постапка на ребалансот на буџетот ќе изнајдеме средства, ако не повеќе, барем во последниот квартал да ја нема радиодифузната такса. Наша цел е, не знам, почетокот на септември или еве последниот квартал почнува од почетокот на октомври, да ја укинеме радиодифузната такса. Насочени се сите капацитети на владата да изнајдат 1/4 од потребите на финансирањето на македонската радиотелевизија, но и на Советот за радиодифузија, Македонска радиодифузија, директно како област, Македонска пошта, која што имала приходи од дистрибуцијата, управа за приходи, одредени расходи, комплетен пакет, за да можеме, согласно законско решение, кое што го ветивме, да ја укинеме радиодифузната такса. Јас се надевам дека иако ова влада почна од средината на годината, сепак одредени мерки ќе ги имплементира до крајот на годината. Една од тие мерки е секако укинувањето на радиодифузната такса. Нека го почекат законот од страна на опозицијата, ќе има шанса да го поддржат во собранието, а наша обврска ќе биде да најдеме пари, се со цел да гарантираме финансиска независност на МРТВ, но и професионална управувачка независност на националниот радио сервис Македонската радиотелевизија. Повелете? Дали за тоа јавност ќе патувате за Црна Гора и доколку патувате, дали тоа значи што значи тоа за договорот за добрососедство со Бугарија? Јас верувам дека за време на празникот и во очи на празникот можноста за 1 август се добри моменти да ги изменеджираме двата настани. Македонија има огромна чест да биде прв домакин заедно со Црна Гора на подпредседателот на Соединетите Американски држави, кој што за нас значи силна поддршка на севкупниот регион, и тој состанок почнува во Црна Гора некаде после пладне. Јас сум убеден дека можеме дел од активностите при официјалната државна посета на Бугарија на Македонија да ги завршиме во очи на празникот и заради празникот. Тоа е 1 август. Секако да го одбележиме празникот рано наутро, колку е тоа возможно, да се поклониме пред еден споменик од заедничката историја и веднаш да стигнеме во Подгорица и да го менеджираме процесот. Но тоа е само за сега наша замисла. Се надевам дека и бугарската страна ќе го прифати, за да можеме секако да ги движиме двете агенди паралелно. Одговорите на решението на ова прашање и јас и премиерот Борисов ги дадовме во нашите настапи во Бугарија пред медиумите. Се работи за нешто кое што ние немаме предрасуди, за него зборуваме и за него декларираме, а тоа е делот на народите,
делот на заедничката историја. Формулациите во делот на определбата на заокружување на еден процес. Така да драматургиите околу предавство, околу лоши позиции на Македонија апсолутно немат потреба. Ниту Бугарија има предрасуди, ниту ние имаме предрасуди во овој дел. Да бидеме храбри, време е за лидерство, да ги отвараме процесите и да изнаоѓаме на решенија кои што ни ја кочеле Македонија и перспективите на граѓаните. Апсолутно не плашејќи се од дебати, критика и различни ставови по оваа прашање, јас сум убеден дека на крајот овој договор треба да биде ратификуван во парламентот и тоа парламентот како институција ќе се изјасни за конечноста на евентуалното потпишување на договорот. Кога би се знаело името на новиот јавен обвинител и ВМРО да се поднесе закон за опозицијата на новиот обвинител? Одговор како Па ќе го дефинирам како мало лицемерие. Знаете како, ние ветивме после втората година на предлог на опозицијата да има јавен обвинител. Сега што и треба на Македонија? Исправена пред реформите. И треба најврвниот експерт што може да си го најдеме дома, за да биде државен обвинител. Тоа е првиот чекор кон враќање на правната држава. Покрај специјалното јавно обвинителство и блескавата надеж на враќањето на правната држава. Сега дојде нова влада, предводена од тогашната опозиција, треба да покаже на дело дека на вистина е за враќање на правната држава. Јас очекувам експертско решение. Секако, првиот чекор е разрешувањето од страна на парламентот на Марко Зврлевски, објавување, веројатно не ги знам постапките на конкурс, мислење од Советот на обвинители, одлука на влада како предлог и донесување на конечна одлука на собранијата. Мислам дека се такви постапките, со целата транспарентност, дебата во самото наше општество и слично. Би сакал, ако дозволите, уште неколку прашања да адресирам, според мене важни за граѓаните. Сакам да ги охрабрам граѓаните на Охрид и Охридскиот регион заради стравот од земјотресите, што е многу природно, што е многу човечко. Земјотреси никаде во светот не може да се предвидат, ниту во Македонија, но тоа што е тенденција свогласно ИЗИС, го споделија со нас, дадоа своји ставови, јас сакам само уште еднаш да го кажам. Тенденцијата е на стабилизирање на движењето на подземните плочи, така да треба да бидеме храбри, да продолжиме со секојдневните активности. Државата стои на располагање, владата, се што треба да асистираме на граѓаните, но лично јас очекувам дека нема потреба од натамошно стравување. Во делот на Колска и проблемот кој што е изразен во јавноста, ние одржавме состанок и јас и министерот Цугаревски. Министерот Цугаревски веќе ги пушти 2,7 милиони денари за платите на Колска и имаме определена по закон процедура во денови за одблокирање на сметките. Тоа е правна процедура. Законот не треба да се крши. Штом ќе биде одблокирана сметката од управа за приходи, новата директорка работи на тоа, платите веднаш ќе бидат исплатени на граѓаните. Сакам да искористам исто така приликата да упатам апел до граѓаните дека оваа влада е цврсто решена на изнаоѓање на проблеми кои што се присутни во граѓаните, кај граѓаните во функција на решение на тие проблеми. Владата унисоно стои на брзо донесување на законот за употреба на јазиците. Сакаме да ги почитуваме демократските процедури и ќе одиме со одлуката како што заменик председателот на владата го соопшти тоа што е напишано, но апсолутно ние гледаме на ова прашање како предизвик да се реши ден поскоро. Заради тоа што треба да преминеме пред се на она што најважно, тоа се економските проблеми на граѓаните. Сакам да ги повикам сите државни и општински институции да номинираат, да достават готови проекти за школи, за болници, за патишта, за водоводи, за канализација и инфраструктурни проекти. Ни требаат заради реализацијата и креацијата на идните буџети. Но сакам и да отворам јавна дебата за младинската гаранција. Тоа значи директно посечување на финансиски средства околу понуда за работни места, алтернатива на младите за нивно дошколување или нивно вработување. Ја отварам дебатата, таа ќе биде составен дел и од идното буџетирање на владата директно преку ребалансот. Сакам да отворам радиодифузната такса. Нека постои дебатата, сакаме да имплементираме барем во последниот квартал на ова година. Да отворам дебатата за минималната плата. Очекуваме први решенија да се случат до крајот на оваа година. Очекувам дебата по делот на решавање конечно на проблемот на стечајците, кој што министерката за труд и социјална политика веќе ја отвори. Се надевам ќе најдеме резерви во буџетот да и тие луѓе конечно бидат ја дочекат правдата и правото кој што го имат.
Отворам дебата за инвестициите во енергетиката, кои што подпредседателот на владата ги најавува комплетно, но и севкупно во нашата економија. Подршка на туризмот, преку подршка директно од буџетски средства на работниците, барем од неколку ниско платени дејности во делот на нивното летување, во нашите домашни центри, како алтернатива на она што досега беше. Отварам дебата и покана за зголемување на градежништвото во Македонија. Проекти кои што чекат подршка од владата, да дојдат во нашите економски ресори, да добијат подршка заради тоа што градежништвото е двигател на економските аспекти. Отварам дебата за потребата од тампонирање и гребање на полските патишта во земјоделските средини заради овозможување на поголемо земјоделско производство и квалитетен живот на земјоделците, но и за депонијата во државата и за други одредени отворени прашања. Сакаме да го слушнеме гласот на стручњаците, на граѓаните, на заинтересираните, за да може владата во вистинска рамка да ги носи своите одлуки. Повелете ако има уште некоја прашање. Благодарам на сите.